Во 2015-та се сомневаше дека во затвор за монструм се вистинските сторители. За 6 години подоцна да каже дека нема информации за тоа дека друго лице е виновно за злосторството кај Смилковско езеро. Премиерот Заев во 2015-та како опозиционер за германски Die Zeit, како што пренесоа повеќе медиуми, изјави дека не е сигурен за тоа дека осудените лица се виновни, а истото го каже и за домашните медиуми. Најавуваше нови моменти за масакрот во прислушуваните телефонски разговори. Не ја знаат вистината. Ни оние кои што се наводно виновни за овој процес, за убиствата, велам наводно заради тоа што јас не верувам дека е така. И тие не веруваат и ја барат вистината, трагат по неја. И оние кои што ги изгубија животите, односно сега нивните семејства, не веруваат дека тоа е така како што е представено во јавноста. И тие трагат по вистината. По 6 години Заев со поинаков став. Немал информации дека некој друг е инволвиран во петкратното убиство. Се што имал како информација го споделил. Судот, како што рече, го има последниот збор. Секогаш кога зборувал за Смилковско езеро, оставал резерва. Не смета дека случајот се искористил за политички поени. Ако имав лице да посочам, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 и 21 ќе ги посочам. Никогаш не сум спомнал друго лице да посочам директно јас дека е винен. Сум давал коментари, своји задршки, резерви за тоа што било соопштено во јавноста преку читање на пресудите, тогаш достапни, се сеќавам на 183 страни, тоа што сум го видел во материјалите, сум давал одговор секогаш транспарентно како и денеска. Во завршните зборови во повторениот судски процес, обвинителството повторно побара доживотен затвор за обвинетите. За Фатиме Фетај нема дилеми дека тие се сторителите на делото и дека бомбите на Заев не донеле нови елементи. Алил Демири и браќата Африм Јагим Исмаиловиќ се обвинети за тероризам, а Фейзи и Хаки Азири за помагање во ова дело. Во петкратното убиство на 12 април 2012 година беа убиени момчињата Кире Тричковски, Филип Славковски, Цветан Чоацковски, Александар Наќевски и рибарот Борче Стефановски.